на Биби! Биби, Боби и непослушното јајце. Едно рано неделно утро, Биби и Боби се упатија кон волшебната планина. Како? Молам? Не сте слушнале за волшебната планина? Значи, волшебната планина беше многу висока. А бидејќи беше волшебна, криеше многу тајни. Какви? Па чекајте, набрзо ќе то знаете. Што е тоа? Колку големо јајце! Што ли има во него? Стој! Чекај, кај си тргнало? Јајце, застани! И така, јајцето се тркалаше низ шумата, а Биби и Боби трчаа по него загрижени за да не му се случи нешто. Кога? Одеднаш? Па тоа е... Диносаурус! Леле, колку си мила! Ајде да си го земеме дома. Од секогаш сум сакал да имам милениче диносаурус. Боби, како тоа да си го земеме дома? Па тоа е бебе и сигурно има мајка и татко. Мора брзо да ги најдеме. Не. Јас мислам дека треба ние да си го земеме. Еве, види. Сега прво ќе го погалам. Ме касна! Ти си виновен. Ти реков дека не треба да го земеш. Гладен сум. Па ти зборуваш? Гладен. Значи, Биби и Боби прво мора да го нахранат ова бебе диносаурус, а потоа да ги побараат и неговите родители. Првата задача беше лесна. Биби и Боби знаеа се за диносаурусите, па брзо се сетија за кој вид диносаурус станува збор и што јаде тој. Не убаво. Сакам друго. Гадно. Не. Ниеден лист од ниедно дрво не ти се допаѓа? Не убаво. Друго сакам. Нешто поубаво. Па што сакаш? Проба листови од 10 дрвја. Еј, малечок, престани. Па тоа не е убаво. Колку немирно, бебе. Ништо не слушам. И што да правиме? Еј, мало диносаурусче, те молам послушаме. Ова што го правиш навистина не е убаво. Сега ќе одиме до шумскиот поток, ќе си измиеш, па ќе јадеш нешто, па ќе одиме да ги најдеме твоите родители. Може? Не може. Не сакам да се мијам, не сакам да јадам, не сакам да спијам, не сакам родители. Не сакам, не сакам. Малечок, застани веднаш. Нема. Оф! Немирното бебе диносаурус падна во една длабока тупка. Биби и Боби многу се исплашија. Дотрчаа да видат дали е повредено и... Не. Паднав во дупка. Не. Сакам кај мама и тато ми студи, гладен сум, жеден сум. Ми се спие. Не. Почекај, малечок, сега ќе смислиме нешто. Боби, што да правиме?
Што е тоа? Што е тоа? Погодувате, нели? Па тоа беа мајката и таткото диносауруси кои го бараа нивното непослушно јајце. Односно, нивното непослушно бебе диносаурус. И за среќа, дојдаа во вистинскиот момент. Биби и Боби им раскажаа што се случило од мигот кога го најдоа јајцето, па се до паѓањето во дупката. Тогаш таткото диносаурус го наведна својот долг врат и ја спушти главата во дупката. Јеј! Повторно се е во ред! Јепи-репи! Биби, Боби, извинете. Многу сгрешив што не слушав ништо и не гледав каде одам и што правам. И што терав инејат и бев непослушен и тврдоглав. Што ако навистина се повредив? Нема веќе така да правам. Па добро, сите понекогаш сме непослушни. Важно е навреме да сватиме дека сме сгрешиле. Нели, Боби? А? Што? Како? Да. Имаш право, Биби, да. Колку убаво што се добро се заврши. Туку, знаете што? Биби и Боби мислеа дека диносаурусите се изумрени. Но мајката и таткото диносауруси се насмеа на тоа. Зошто? Па затоа што во средиштето на волшебната планина, која некогаш била вулкан одамна изгаснат, се криеше уште нешто волшебно. Волшебната оаза на диносаурусите, во која живееа многу видови диносауруси за кои Биби и Боби мислеа дека се изумрени. И секако, нивните нови пријатели веднаш ги поканија да им дојдат на гости, за во живо да научат повеќе за диносаурусите. Еј, а вие, драги другарчиња, верувам дека и вие сакате да знаете повеќе за диносаурусите. Епа, ако е тоа така, посетете ме во мојот Биби Верзум и ќе имате можност да дознаете повеќе за оваа оаза и да научите повеќе за нив. И не само тоа, во ова моје најомилено катче можете да дознаете и да научите уште многу други интересни работи. Да, уште нешто. Ако сакате да дознаете кој вид диносаурус беше нашето тврдоглаво бебе, прочитајте во најновата сликовница Биби, Боби и непослушното јајце. Јеј! Довидување, другарчиња!
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата К. Здраво, другарчиња! Здраво, родители! Денеска ќе учиме буквата К. Ова се големата и малата буква К. Ајде да видиме како се пишуваат. Големата буква К се пишува вака. Но и малата буква се пишува на ист начин. Да. А сега нашата омилена игра на буква. Ке си погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата К. Ау, Биби, колку многу животни и птици и што се не има на буквата К. Хе-хеу! Да, навистина, Боби. Ајде да ги кажуваме прво оние што веднаш ни паѓаат на памет. Како куќе и коњ. Аха, и кокошка, и крава. И кенгур, и коала, и... Еј, а знаеш дека кенгурот и коалата живеат во Австралија, знаеш? Па знам. А знам и за едно животно што живее во океаните. Кит. Голем кит. Сега јас ќе ти кажам и две животни што живеат кај нас, и тоа во Дојран. Рибата краб и птицата корморан. Но, чекај, краб има и во Охридското и во Преспанското езеро, а не само во Дојранското, Биби, знаеш? Навистина? Не знаев. А може ли да кажам и неколку растенија на К? Може, се разбира. Круша, краставица, компир, кромит, киви и кајсија. Леле, колку многу кажа. Јас затоа ќе си ги кажам цвекињата. Кокиче, карамфил и камилица. Ова беше... Коприва! Ајде да преминеме на играта Препознај ја буквата. Ајде да погодуваме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата К на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, каде на крајот од зборот, а каде и на почетокот и во средината на зборот. Еве, на пример, на почетокот од зборот ја има во камила, кревет, капина и кифла. Во средината од зборот ја има во рака, вилјушка и мравка. А на крајот од зборот ја има во волк и во зајак. На почетокот и во средината од зборот ја има во калкулатор, крокодил и клукајдрвец. Ова беше напорно, но за жал, дојдовме до крајот на ова видео. Ке се видиме повторно во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе ја учиме буквата Л. Л, како луна, нашата другарка. Л, како лав, кралот на животните. Довидување, другарчиња! Кој прашува, не промашува. Торнадо! Чичко, татино. Неверојатно! Хеј, здраво Бибуш, здраво Боби. Пред да експлодирате, може ли да ве заинтересирам за свежо исцедена лимонада? Чекај, тато, чекај. Ние видовме нешто многу интересно, нешто неверојатно. Биб, јас сакам лимонада. Една лимонада. А една чашка пак ќе му кажеме после, може? Многу добро. Много. Сега, откако ја зедовме дневната доза витамини, да слушнам. Што е толку интересно? Тато, надвор видовме
торнадо! Да, огромно, големо, брзо, накај средно големо повеќе и вртеше листови, вртеше. Добро, малечко торнадо беше, ама многу брзо. Така, средничко брзо, мислам. Ама тоа сигурно не било торнадо. Кај нас нема толку силни ветрови. Ама татичко не, се не. вртеше! Вака правеше виу и ги качуваше листовите нагоре и нагоре. Како правеше, како виу. Чекайте, ако не е торнадо, тогаш, чичкото Тотино, што видовме ние? Што видовме Па татуш? мало ветерче што се врти во круг. Ма што знаете вие за торнадата? Како не знаеме, ние знаеме многу за торнадата. Тоа е силен ветер што се врти во круг и собира се пред себе. Да, и јас така знам, да. Торнадото, деце, е ветер што се појавува на двата континента, што во своето име го имаат зборот Америка. Значи Северна Америка и Јужна Америка. Точно така, Бибо. Зборот торнадо потекнува од шпанскиот јазик. Глаголот торнар значи да свртиш, да вртиш, да се завртуваш, да се подвртуваш. Торнадата се појавуваат кога топлиот воздух блиску до земјата се судира со студениот воздух кој го носат облаците во невреме. И тогаш се формира ветер во форма на инка. Тоа е торнадо. И тие може да бидат со брзина до 200 км на час. Кога инката на која што торнадото рековме дека личи, ќе ја допре земјата, брзиот ветер може да разнесе се што ќе му застане на патот. Многу страшно. Јас сега сум среќен што не сум во Америка. Да, Боби, поради големиот број торнада, државата Оклахома во Соединетите Американски држави е прогласена за држава на торнадото. Но воедно таму имаат и најдобар систем за заштита од торнада. Систем на рано забележување и предупредување. Заштитни, метални ѕидови, скривници и така натаму. Вау! Ние сепак не сме виделе торнадо, Боби. Знаете што, има многу интересни случаи со торнадо. Еднаш торнадо собрало цело стадо овци од една фарма во Оклахома. И го подигнало тоа стадо и ги однело сите овци дури до градот, ама не повредени. Да. Многу интересно, татичко. Јас сепак не сум сигурен дека нема торнадо кај нас. Како мислиш, Боби? Па, мајка ми кога ќе ми влезе во соба ми вели: овде како торнадо да поминало. Убаво ти кажува мајка ти.